Кобниот ден кога почина 41-годишната Беровчанка, дежурен лекар на инфективното оделение во Штипската болница бил директорот доктор Ален Георгиев, тврдат од ВМРО ДПМН. Тие побараа оставка од директорот Георгиев и од министерот Филипче, а од јавното обвинителство во целост да го истражи случајот. Опозицијата има барање и за ДСЗИ, јавно да го објави извештајот од направениот вонреден надзор. Според опозиционерите, апсурдно е директорот сам на себе да си констатира неодговорност и пропуст при извршувањето на лекарските задачи во организацијата каде што е раководител. Со решение му е дадено овластување на директорот веднаш да ја свика комисијата за следење на квалитет, која ќе утврди фактичка состојба за спроведеното лекување на пациентката и околностите кои довеле до смртен исход. Значи, случајов со смртта на пациентката која не добила кислород треба да го испитува и решава директорот на клиниката кој бил дежурен тој ден. Дали има вистина во ово што го тврдат опозиционерите и кој бил дежурен тој ден, засега нема одговор на овие прашања. Правиот човек на болницата денес е недостапен за коментар. Веќе трет ден Штипската болница ја тресе скандал. Ќерката на 41-годишната Беровчанка која почина на инфективното тврди дека нејзината мајка буквално молела за кислород, а здравствените работници кои таа вечер биле дежурни воопшто не одговарале на телефонскиот број кој им бил даден за комуникација со нив. Како доказ јавно го објави листингот од телефонот на нејзината мајка.